Синдикатот на културата и министерот за култура во клинч. Синдикатот неделава поднесе кривична пријава против министерот Зоран Љутков. Тој пак на пресконференција обвини дека тврдењата и кривичната пријава против него се неосновани. Според негови зборови, министерот ги почитува работничките права и всушност се придржува според колективниот договор. Гостин во ова издание на Трилинг е Вера Атанасовска, председателка на Синдикатот на културата. Постојано сте во некаков клинч како синдикат. Сега со актуелниот министер, претходно се конфронтиравте со неговата претходничка Бисера Костадиновска Стојчевска. Што беше повод да ја прелие чашата и да се одлучите на ваков чекор, да поднесете кривична пријава против министерот? Од страна на синдикатот, ова е втора кривична пријава за министерот. Една кривична пријава има од страна на синдикалната организација на Филхармонија во однос на изборот на директор на Филхармонија и случувањата што се случуваат тој период. Меѓутоа, од страна на синдикатот официјално, значи со одлука на совет на синдикатот, од сите синдикални организации, ова е прва кривична пријава за министерот. Па во клинч, како што рековте, и со претходната министерка и сега и со министерот Љутков, е настанато се после потпишувањето на колективниот договор за култура и неговата имплементација. Најпрво, одредбите во колективниот договор за култура почнуваат да важат, иако тој беше потпишан во декември 2019, почнуваат да важат од јули 2020 година. И тогаш исто така имавме доцнење на платите во културата, бидејќи не беа обезбедени финансиски средства за да се имплементира колективниот договор. Па така, во тој период, значи во јули 2020 година, ние останавме скоро 3 месеци без плата и без здравствено осигурување. После тоа се реши, нели, тој проблем. Дојде порастот усогласувањето со минималната плата, бидејќи колективниот договор во културата предвидува усогласување со минималната плата. Значи, како расте минималната плата, така се усогласуваат и сите останати плати во културата. И така да со усогласувањето на минималната плата, исто така беше проблем необезбедените финансиски средства за таа намена. Потоа дојде стапи на сила општиот колективен договор за јавен сектор во 2023 година во октомври, што предвидуваше покачување на 10% на платата, значи на основната бруто плата на сите вработени во јавниот сектор, вклучувајќи ја и културата, значи како дел од јавниот сектор. Дали денес се исплатени сите заостанати плати кон културните работници? Бидејќи претходно обвинувавте за неисплатени плати, непочитување на колективниот договор. Во кој дел од општиот колективен договор? Па да, тоа баш така сега да го споменам, дека со потпишувањето на општиот колективен договор настана најголемиот проблем, всушност. Значи, со тоа покачување од 10% кој што следуваше на цел јавен сектор. И тогаш, значи тогашната министерка направи предлог, еден достави до синдикатот, да се потпише анекс на колективниот договор, значи во октомври 2023, со што минималната плата, значи вредноста на минималната плата, ќе ја зголеми за 10%, што ги предвидува општиот колективен договор за јавен сектор, и да добиеме номинална вредност за пресметка на плата по коефициент, ставен во колективен договор. Синдикатот за култура тоа не го прифати, бидејќи нели ние имаме растечка методологија согласно трошоци на живот со минималната плата и не дозволивме да имаме номинален износ во пресметката на плата. И тогаш наложи на директорите во институциите да изготват решенија за плата, поединечни акти на секој вработен, со кое што повторно истиот принцип минималната плата зголемена за 10% и помножена со коефициент. Дали денеска платите ви се поблиску до минималната или до просечната плата? Платите, мислите, општо на платите во културата? Да. Тие се поблиску се до просечната плата. Можеме да кажеме и на стручните лица и уметниците идат и над просечната плата. Меѓутоа, методологијата за пресметка на плата е погрешна, уште од самиот старт, уште од 2023 година, бидејќи
општиот колективен договор прецизно кажува основната бруто плата се зголемува за 10%, а не вредноста со која што се пресметува платата, односно минималната плата. И тука настана најголемиот проблем, што допринесе на минатата година во април платите на вработените во културата да бидат исплатени со намалени 3%. Што сакате да постигнете со поднесувањето на кривичната пријава? Наспроти ставот, например, на министерот кој вели дека обвинувањата се неосновани. Па сега тука е обвинителството да процени дали нели ова е основано сомневање дека нели сторил кривично дело, прекршување на права од работен однос и злоупотреба на службена положба, бидејќи сакаме да постигнеме правда, сакаме да постигнеме почитување на закони, почитување на колективни договори. Сепак До сега 8 тужби поднесени од ваша страна се правосилни и се во ваша корист? Да, правосилни во корист на вработените во културата и тие 8 правосилни пресуди кои што се добиени скоро пред еден месец се уште не се имплементирани. Што значи тоа? Тоа е грубо кршење на законот. Судската присуда е највисоката инстанца која што треба да се почитува. Непочитувањето на правосилна судска одлука е кривично дело. Следите тренинг гостинка во емисијата Вера Атанасовска, председателка на Синдикатот на култура. Пред да го продолжиме разговорот со неа, предлагам да слушнеме дел од интервјуто со министерот за култура кој беше токму во ова студио на 31 јануари и потоа ќе го продолжиме разговорот. Никогаш, морам да објаснам, во ниту еден момент, како министер за култура и како човек и како актер, не сум застанал против колективниот договор за култура. Не разбирам зашто протестирам. Сметате дека се добро платени? Имаме одлични плати во култура. Навистина мислам дека се одлични платите во култура. Треба да бидат уште подобри. Треба да го отвориме колективниот договор. Треба да ги поправиме работите внатре. Поминале веќе 3 години од кога колективниот договор е истечен. Треба да препотпишеме нов колективен договор. Треба да разговараме за подобрување на условите, но од другата страна нема одговор на таа тема. Јас не преюдицирам ништо. Сум ја направил правилната пресметка во консултација со сите релевантни институции. Сме донеле како треба да изгледа пресметката на плата. На никого не му е намалена платата. И никогаш, пак ќе повторам, не сум направил нешто спротивно на колективниот договор што го имаме во култура. Овој проблем се влече од 23-та година, кој што е од општиот колективен договор. Добро. Па сега некој манипулира, или вие, или синдикатот. Па сега ќе оставиме судот, ќе каже. Во продолжение разговараме со председателката на Синдикатот на културата. Културата е секогаш на последно место и со најнизок буџет. Сега ве прашувам, ако здравството ни е пред се потреба, дали културата ни е луксус? Па сега вака не можеме така да го дефинираме и културата е еден вид на потреба. Значи, ако немаме култура, не можеме да обстоиме како нација. Не можеме да обстоиме како држава. И културата придонесува нешто за човекот. Секако дека е многу битно и здравството, не дека ние не можеме да преживееме без култура, не дека не можеме да преживееме без театарска представа, нели? Или да отидеме во музејна изложба. Меѓутоа, ако го немаме тоа, што ќе остане од нас како нација и како нели жители во оваа држава? Вие во едно интервју велите културата секогаш е на последно место и има најнизок буџет, а се гордеат со културното наследство. Точно. Најнизок е буџетот за култура, дефинитивно, значи секоја година од целиот јавен сектор. Добро, најверојатно има други приоритети, нели? Па нели културата ја гледаме како малце помалку приоритетна. Меѓутоа се гордееме со културното наследство. Значи кога ќе ни дојдат делегации, кога ќе дојдат гости, значи ние ги носиме и ги шетаме по нашите музеи, локалитети, така ја покажуваме нашата култура. Значи ние се гордееме со културата, а од друга страна на некој начин ја ставаме на последното место.
Дали културата ни е во криза? Па културата можам да кажам дека од секогаш била во криза, затоа што од секогаш за културата многу малку се издвојувало. Така да се надевам дека таа тенденција нема да продолжи и дека понатака ќе има заложби да се издигнеме на некое повисоко ниво во однос на културата и ценењето на самата култура и културните работници. Со плата во културата не можеше да се преживее месецот. Бевме како глувци во канцеларија за една мизерна плата. Дали денес може да кажете дека платата ви е мизерна? Не, денес не можам да кажам дека платата ни е мизерна. Платата ни беше мизерна до пред подпишувањето на колективниот договор за култура. Значи, ние тогаш буквално бевме на работ на преживување. Ако, например, некој интелектуалец во државата или од другиот јавен сектор зима околу, да речеме, од 30.000 плата, 33.000 плата, во тоа време денари, работените во културата зима по 15.000 денари, по 18.000 денари. Значи, бевме на едно многу ниско, мизерно ниво. И затоа и се формираше Синдикатот за култура во 2014 година, за да можеме да се избориме за своите работнички права и за своето достоинство. И откако се потпиша овој колективен договор, платите во културата порасна, и сега навистина не можеме да кажеме дека платите, би било грев да се каже дека платите се лоши. Значи платите се доволни за еден нормален живот. Која е најмалата плата и која е највисоката плата во културата, знаете? Па не знам, јас не сум ги гледала платите која е најмала, која е највисока. Гледам, министерот вчера ги спомнуваше на пресконференцијата, рече дека најмалата била 30.000, не знам, значи коефициентот за најниско работно место е 1,1 од минималната плата, па можеме да пресметаме колку би била најниската плата, а највисокото работно место е со коефициент 3, па исто така би можеле да пресметаме колку би била и највисоката плата. Тој рече дека била 84.000, не знам, не сум правила пресметки, али највисокиот коефициент е 3. Како Синдикат на културата, неодамна имавме ваша колешка, притиската беше деградирана, парично казнета. Дали сте запознаени со овој случај до каде? Па вака, колку што знам, е повлечена дисциплинската постапка против незе, бидејќи, како што објави тогаш и Синдикатот на култура, беше сосема погрешна процедурата на начинот на кој што беше постапено спрема незе, не беше согласно закон. И сега ние како синдикат не навлегувавме во тоа дали колешката требало да биде дисциплински гонета или не, секој треба да одговара ако нешто сторил на своето работно место. Ние реагиравме во однос на самата процедура, како е таа испочитувана и како е изречена мерката суспензија од работа за 6 месеци. Што се испостави дека синдикатот беше во право и суспендијата беше веднаш подвлечена, а сега колку што знам дека нешто и со дисциплинската е исто така повлечена. Други информации немам. Скопје град на културата. Што вие мислите? Па Скопје има потенцијал да биде град на културата, затоа што Скопје е богато со доста културни уметности, да кажеме, и споменици. Меѓутоа, временскиот рок е некако многу краток за да се постигне сето тоа. Јас се надевам дека ќе се постигне сето тоа, бидејќи ние се уште како културни институции, како вработени во културата, немаме добиено некаков план и програма, како тоа би се одвивало, што би се случувало, какви настани би имало. Се прават напори, значи да се оспособат спомениците на културата, како што е Скопското кале и аквадуктот, кои што би требало да бидат и како центри на тој настан Скопје град на културата. А што се однесува до уметничката програма и уметниците, сега ние немаме никакви сознанија како тоа би се одвивало. Благодарам за издвоеното време. Благодарам.
Вера Атанасовска, председателка на Синдикатот на културата, гостинка во овој издание на Тренинг. Во случајот со несреќата во Кочани најголемата потреба беше првично да се справиме со потребите на семејствата кои што имаат свои повредени, да им дадеме логистичка поддршка, потоа логистичката поддршка на нивното заминување и лекување во странство. Оние кои останаа тука исто така со мобилните тимови кои што беа пред болниците да дадат поддршка на тие семејства кои што чекаа било какви информации за тоа што се случило со нивните блиски, а оние кои што за жал ги загубија своите деца, своите блиски, на нив им требаше комплетна поддршка во делот на она што значеше организација на погребот и самиот начин на транспорт на телата од Скопје во Кочани.